Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петолчото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Чести се болките во грбот како последица на дегенеративните промени или пак повредите на рбетот. Колку се ефикасни минимално инвазивните терапии, третмани, како што е озонската терапија при лекувањето на болестите на рбетот. Денешен гостин во студиото ни е доктор Африм Халими, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на Телма. За минимално инвазивните третмани кај болестите на рбетот, пред се кај болката што се јавува во грбот, разговараме со доктор Африм Халими, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Болките во грбот се исклучително чести кај современиот човек. Докторе, што доведува до овој проблем? Дали може би е современиот начин на живот, генетиката, возраста, старењето? Знаете, се помалку. Значи, овие артрозните промени се како дел на процесот на старење на луѓето. И најчесто се манифестираат после, значи, 40-тите години. И тоа, значи, повеќе кај машката популација, него кај жените. И претежно, значи, се опфаќа тие дегенеративни промени, ги зафаќаат сите злобови во човечкото тело, исто така и рветниот столб. Значи, зависно од местото кај е офатено, така, значи, имаме медицински називи кои популацијата ги веќе ги знае. Значи, ако е офатено рветниот столб, дегенеративните промени се назначуваат као спондилоза. Ако се кај зглобовите, као артрозни промени, на колениот зглоб, значи гонартроза, или на колкови, као коксартроза. И претежно овие промени се најчести на колена, дегенеративните промени се најчесто се јавуваат кај колените зглобови и кај рветниот столб. Значи, тоа е, значи, фактори кои влијаат на овие појавување на дегенерација, тие се, значи, хронични настани, значи се развивуваат полека. Значи тоа не е нешто што доаѓа преку ноќ? Не, тоа е дегенеративен, значи, процес, затоа се вика као дел од процесот на старење, значи не се настанува во еден акт, не се те као другите што се повреди, значи што може има и такви промени што настануваат на рветниот столб кои се акутни, значи при повреда, али дегенеративните артрозните промени се као процес на старење. Тука се као фактори кои влијаат во дегенеративните промени, има повеќе, се рачунаат, значи, овие наследни генетските фактори, после имаме пореметување на хормонален дисбаланс, као има дисбаланс на ова, има исто така метаболизми, пореметување. Начинот на живење, значи активноста, ако не се ангажираме со спорт, не се бавиме со спорт, тоа исто така главно живееме седечки начин на живот. Обезитетот исто така, дека преголемата тежина, мислам, на организмот е као дел од факторите што го убрзуваат тој процес, дека има, значи, притисок на тие колена, на зглобовите воопшто. Така, сега, докторе, дали најчесто, кога станува збор за рбето, дали најчесто се јавуваат проблемите на вратот, во долниот дел на грбот, или нема правило? Па нема правило. Претежно се на цервикален рбет, на вратниот дел, исто така има и кај торакално, и највеќе на долниот дел на лумбален рбет. Тука се тие претежно, али нема правило. Значи може на било кој дел од рбетот да се јави некаква промена и проблем. Значи, кај дегенеративните промени настануваат тие као шилци, остеофити кои ги викаме ние. Има исто така дегенерација на самиот диск, на тој диск што е измеѓу пршленските тела, имаме, значи, диск, тоа е као мекоткивен дел, кој прави као амортизатор во телото за да не дојде до повреда. Исто така, значи, имаме дегенерација на диск и на зглобовите и на самите пршленски тела, значи имаме
pojavljivanje na osteofiti, koji osteofiti, ako se zadната strana на поштенското тело, кај што поминуваат, значи корените кај што излегуваат на нервните корени, тука знае да прави притисок и тоа е, значи, појавување на болка на кај пациентите. И сега, за да знаете зашто точно се работи, треба да се примени некоја сликовна диагностичка метода. Само така може да се постави диагноза и да се утврди точната причина за проблемот со ребетот. Што е најефикасно од овие сликовни диагностички методи при диагностицирањето на болестите на ребетот? Еве, дали рентгенската снимка ќе даде одговор? Па да. Значи, почнувајќи од обичната графија, значи може да се видат тие дегенеративни промени било на зглобови, на колена или на рбетниот столб, значи тие шилци, остеофити, склероза на пршленските тела, равна склероза, тие значи може да се видат и на обичниот рентген графија, но по-софистицирана метода е компјутерската томографија за овие дегенеративни промени, компјутерската томографија, додека за промените на интервертебралниот диск златен стандард или најсоодветно е магнетната резонанца. Значи, магнетната резонанца за било какви меки ткивни промени е као стандард. Може тие дископатии, значи хернијација на диск може да се видат и на компјутер, но магнетот е као, ние го рачунаме као златен стандард, да тие промени мекоткивни. Секогаш се видливи овие мекоткивни промени на магнетната резонанца? Може да се случи некогаш проблемот да не е видлив? Многу се јасни, значи не може да се сгреши. Дископатските промени или било какви, значи тие мекоткивни, да е на тендони или на било кој, значи дел од мускулатурата или мекоткивната тетивите, значи магнетот е као златен стандард и ги покажува сите мали промени, значи се може да се покажат на магнетната резонанца. Кога станува збор за проблемите поврзани со ребетот, се почесто се зборува за минимално инвазивни третмани. И сега што значи тоа, докторе, минимално инвазивни? Па од самиот збор минимално инвазивни се подразбира, значи пристапот е минимален, значи влегуваме со мала игла, тенка игла, спинална игла, влегуваме, значи, перкутано и влегуваме значи перкутано? Перкутано преку кожа. Значи кожата, преку кожа со еден убод. Добра. Обична игла, као обичните игли кои што земаме ние терапија и така, значи таква игла, само што е подолга, спинална, тоа се вика. Влегуваме со таа спинална игла до самото место кај што е патологијата. Да речеме, ако е проблемот со зглобови, одиме до самиот зглоб. И тоа ја ги работам овие процедури под ангиоапарат. Значи, така можеме тука да го видиме и видеото. Да, тоа е флороскопски апарат, рентген апарат. Тоа е се вика ангио, дека се работи под ангиосала кај што се прават стендови. Значи, истиот апарат го користиме ние. И, значи, под целосна контрола, под мониторска контрола, ние во секој момент гледаме каде ни е врвот на иглата. Значи, не одиме на слепо, туку гледаме да сме точно, да не правиме на болното место и да не направите некаков проблем. Да не одиме на погрешно место, да не правиме некое оштетување на нерв или на било кој орган или на некој крвен сад. Значи, влегуваме со игла до самото место, дали се работи за зглоб, ако е за дегенерација, одиме на зглобниот простор. Ако се работи за промена во дискусите, влегуваме во самиот интервертебрален диск, значи тачно во средина на интервертебралниот диск, до тој, значи, нуклеус пулпозус, што го викаме не медицински, значи тоа е во средина као желатинозна маса, влегуваме до самиот нуклеус во средина на дискот и тука аплицираме озон. Тоа е, значи, озонот е газ кој прави лиза као хемонуклеолиза на дискот. Значи се повлекува всушност. Значи прави оксидација на тој протеин што е протеогликонот во дискот и доаѓа до повлекување на дискот во делот кај што настанало херниација. Значи ако имаме протрузија или херниација на диск, било да е централно, било да е латерално, една или друга страна, значи доаѓа до повлекување на тој оток на дискот и декомпресија на коренот на нервот. Значи
Значи, ова озонска терапија служи не само за обезболување, туку и за лекување истовремено. Бидејќи значи, се повлекува тоа е оној цел. диск кој што е излезан всушност од своето место и притиска на нервите. Да. И од кога ќе се повлече, претпоставувам и дека болката се повлекува? Да, се Во истиот повлекува момент? па тоа значи не истиот момент има одма, значи после процедурата пациентот се учувствува многу подобро, значи болката се намалува, бидејќи во ист акт ние аплицираме озон во самиот интервертебрален диск и потоа ја повлекуваме иглата до епидурален простор, значи епидурален простор е до поред нервот, поред коренот на нервот. И во ист акт, значи правиме две процедури, значи аплицираме озон во интервертебрален диск, значи ја повлекуваме иглата и тука аплицираме медикација. Значи кортизонска терапија со локал анестетик. Како епидуралната анестезија што се става за време на породувањето, тоа нешто слично? Да, епидурално, тоа значи одиме ние епидурално. Точно под монитор гледаме да сме у епидурален простор. Така. Затоа е, значи, затоа е ангиографот, гледате тука, значи се гледа на видеото, ја покушавам да влезам во епидурален простор. Прво ќе ја фатам, значи, допир до коската, за да бидам сигурен, после малце подолу и ќе влезам до епидурален простор. Али тоа не е доволно, значи, да сме сигурни ние дека сме во тачно место. За да сме сигурни, гледате, ја ќе аплицирам, значи, контраст е боја, се обојува местото, тогаш знам дека сум во тачно место. Од после кога се знаеме дека сме во право место, значи во епидуралниот простор, тек тогаш се аплицира медикацијата. Значи не сме да се сгреши? Не сме да се сгреши. Да се сгреши. Сега, дали оваа терапија се дава кај сите пациенти кои што имаат ваков проблем или пак можеби кај оние кои што не делувала на класична терапија за обезболување? Да, значи зависи од степенот на патологија на дискот. Значи зависи во кој степен. Ако имаме балчинг, значи само мал надув во почеток, не одиме ние директно со озон, значи може да се оди конзервативно, така. Ако не поминува, значи тогаш одиме зависи, значи све од степенот на надувот на дискот. Ако е херниација, поголем надув, значи доаѓа до притисок тоа се гледа на магнетната резонанца, ќе видиме ние дали тој надув, значи херниација на дискот, дали прави компресија на нервот. Тоа се гледа на магнетната резонанца. Откако ќе ги видиме ние снимците во магнетната резонанца, тек тогаш одлучуваме дали е пациентот за кандидат за озонска терапија. И значи голем број од херниации и протрузии може да се решат со озон терапија, на ваков начин. Има пациенти, значи ако има екструзија или секвестрација, значи отчеп од дел на дискот. Значи се откинал дел од дискот, така? Се откинал дел од дискот и има мигрира надолу или се спушта надолу, тогаш веќе тоа не е за наш случај. Тоа е за хирургија. Тие случаи ние не се нафаќаме на тоа, дека тоа парче што се откинало, не можеме ние да го вратиме назад. Али ако е само целосен диск, значи ако има само надув, тогаш може да се повлече. Ако подизлезено, значи да се повлече, да се врати назад на своето место. На своето место, да. Сега, докторе, кај колкав дел од пациентите ќе има успешност овој третман, односно колкав е ефикасност? Да, по светски стандарди и анализи како што е направено по светот, значи се рачуна негде 75 до 80% да има бенефит од овие интервентни процедури, посебно кај озон терапијата. Со тоа што од тие 75, да речеме, 50% од пациентите не идат више. Значи има подобрување со еден третман. Дел од пациентите, тие 25% други, може да се повтори уште еднаш, значи да доаѓат уште еднаш така за озон терапија. Значи озонската терапија може да се повторува, така? Да, може да се повтори поради тоа што ние во ист акт, евете тука гледате, значи јас сум со игла во интервертебралниот диск. Значи, озонската терапија, бидејќи во ист акт ние аплицираме и газ, озон во интервертебралниот диск и
znači, kортизонска терапија, поради кортизонот не е препорачливо, значи, да биде почесто од 4 месеци. Значи, највише 3 пати годишно може да се направи озонската терапија, поради кортизонот. Знаете, дејството на кортизонот не треба да се претерува за кортизонската. Иначе, као озон, тој гасот нема никаква лошо дејство. Само ние се базиме поради кортизонската терапија, дека секој пациент кој доаѓа за озон, во истак ние ставаме и кортизон и локален анестетик за обезвелување на пациент. Во каква положба треба да лежи пациентот за да се направи оваа интервенција? Секогаш да, у пром позиција на стомак. Значи, у пром позиција лежи пациентот и пациентот е буден, значи се прави со локална анестезија. Некојаш кои се тешки пациенти или кои другите процедури кои ќе испомнам покасно, таму можда и треба седација. Значи, не со генерална анестезија, него седација да биде поспан, да тие по деликатни процедури што се. Кај озонот претежно се работи со локална анестезија. Значи, пациентот е буден, комуницираме во цело време, значи, при процедурата. И битно е да е буден и да осеќа, бидејќи тоа ни е и као сигурност. Знаете, кога влегувам ја со игла до епидуралниот простор, поминувам поред нервниот корен. Значи, ако тој осети нешто, да речем некојаш ретко може да се додирне нервот, тоа и да се додирне не е некој штетување, не е некој штетување, не е сечење, тоа е мал додир, ништо, значи ништо нема да настане, али ние имаме сигурност да не продолжиме понатаму. Значи, ќе осети, ако е поспан тој, ти можеш да продолжиш, да си преку нерв и да му наштетиш некој... Така, затоа пациентот треба да биде буден. Подобро е значи, само со локална анестезија, дека ја чувствува болката, ако има некој проблем, ќе се пожали, значи, ние ќе промениме позиција и така. А кои се можните компликации? Видејќи споменавте, не сме да се погреши. Нема човек што не е погреши, но ние се трудиме да сме максимално пажливи, да не би дојде до некоја оштетување или некоја компликација. Може инфекција да настане? Да, многу. Некој има, значи по статистика, по теорија, значи начини на можности за, значи инфекции може да настанат после ако нешто не се пази, значи може да дојде до оштетување на нерв и затоа пазиме многу. До сега не сум имал случај за оштетување со нервот со, значи, колку 8 годишна искуство, значи не сум имал такво. Може после значи рековме инфекција, спазам на мускулатура после процедурата и Но колку се чести овие несакани, односно компликации? Во моите случаи се многу ретки, да не речам, воопште не сум имал, али ние се пазиме максимално да биде, значи, стерилно, комплет, работиме под комплетно стерилни услови, под монитор, да се пази да не дојде до оштетување. Исто така аплицирам, значи пред интервенцијата даваме као профилакса антибиотик за да се покрие, за да не дојде до некоја инфекција. И после процедурата дома ќе се земе пациентот 3-4 дена, значи антибиотска терапија, тоа е све. Значи, ајде проговориме за подготовката на пациентот. Дали пациентот треба на докторот да му каже каква терапија за хронични болести зема? Има ли некои лекови кои што мора да се исфрлат пред да се направи оваа озонска интервенција? Значи редоследот е пациентите можат да доаѓаат од ортопеди, кои, значи, контролата е направена кај ортопеди, травматолози, невролози, неврохирурзи, значи кај нив добиваме ние, значи го порачаат пациентот кај нас, некои пациенти идат и директно кај нас. Значи најпрво што треба да се направи, значи, е магнетот. Ние треба да видиме за што се работи. Откако ќе видиме во која ситуација, дали има дискус, дали е само артроза, дали што е во причината на болката, тогаш ќе се одлучиме за процедура и ќе постапиме за припрема. Значи, пациентот да припрема треба унапред 3 дена да прекине со аспирини
i drugi antikoagulantni za da ne dođe do nekoje krvarenje pri sama ta intervencija. Potom, znači, drugite ljekarstva što ako se hronični bolni so za hipertenzije, tije diabeti, tije možda si pijat pred denta, pred intervencijata, samo sa baljetom, znači ako je denotna intervencijata ne je preporučeno, možda da se pije samo ljekovite što je za hipertenzija, drugite da se prekinat, pa posle intervencijata, posle pladne može se pak da se produži. Pred sama ta intervencija, dentalna intervencija, pred vleguvanje na sala nije pravime protrombinsko vreme, znači da se vidi INR i vremena koagulacija. To nije mnogo bitno. Ako tije vrednosti se dobri, znači vo normalni granici, toga vleguvame u sala. Ako nešto ima poremetuvanje, znači mora da se pripremi, pak da se vrati pacijentot, da ga pripremime, za da ne dođe do nekoje krvarenje pri procedura. Doktore, ova procedura se primjenува кај акутни промени, кај акутна болка или само кај хронични кога е излезен дискот од своето место? Па, не зборуваме... Ако има, да речеме, некоја повреда, дали може да има... Дископатите настануваат најчесто кај повред. Значи, кревање на нешто тешко или некоја лоша положба, така, покретување на нешто брзо, така, доаѓа до попукање. Може тој диск бил оштетен, дека самиот диск, као што рековме, во средина е нуклеус пулпозус, тој е желатинезниот дел, и околу него и околу нуклеусот има слоеви на фибричниот дел кои се као љушпи. И некојаш знае неколку, значи од тие љушпи се попукнати порано, и некое мало движење да попукне комплет и да излезе, значи дискот, желатинозната маса да испапчи надвор и да доаѓа до хернијација. Значи се рачунаат као акутни хернијација на дискот. Додека кај артрозни, значи апликација на кортизонска терапија со локален анестетик кај фасетните зглобови на арбетниот столб, тие се хронични. Значи има дел што се акутни, дел кои се хронични. Кај хроничните, значи не се внесува озон, туку само се внесува само кортизонска и локал анестетик, да. И кај некои случаеви може да се направи овај ПРП, значи со богата плазма богата со тромбоцити. Тоа е всушност, се зема крв од пациентот, се припрема, се добива плазмата и таа се внесува. Може во рбето да се внесе? Не во дискот. Значи, зборуваме за зглобови. А, само за зглобови. Дека и самиот арбетен столб ги има тие мали зглобчиња, значи фасетни зглобови. И тука имаме зглобови. Ние зборуваме за зглобовите во склоп на арбетниот столб. Тука, значи, може да се аплицира, а не до интервертебралниот диск ПРП. Значи, истата процедура се работи, кога влегуваме со игла до фасетниот зглоб, уместо да ставаме кортизонска со локал анестетик, може да се аплицира и ова плазма со богати тромбоцити. Ќе ги поканиме доктори гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на темата на кое што говориме, а тоа е минимално инвазивни процедури во лекувањето на болестите на рбетот и начините да се лекува овој проблем, но и да се намали болката која што знае да биде на вистина силна. Оние што имале искуство со предсадискус хернија велат дека тоа е една неиздржлива и упорна болка. Сега, докторе, покрај озон терапијата има и друг тип на терапии кои што се минимално инвазивни и кои што исто така вие ги работите. За какви болести се применуваат и кои се тие терапии? Па има и други соодветни, сите се соодветни, но по-комплицирани или по-така сложени процедури кои исто така... Нуклеопластија, диск FX, да, и епидурализа. Овие процедури, ние сме во тек на припрема на подготовка со апаратура и да почнеме, ќе почнеме, мислам дека брзо со овие процедури. Кога зборуваме за нуклеопласти, значи исто пристапот се влегува под ист пристап као за озонска терапија. Само што тука не е хемонуклеолиза, значи не аплицираме ние газ, него кај нуклеопластија, уместо озонот, ние
со една електрода, влегуваме со тенка игла, исто, влегуваме до интервертебралниот диск и се прави термонуклеолиза, значи со температура. Значи температурата на врвот на електродата е 65 до 75, пикот, горната граница стигнува до 90, значи се варира. Со самиот процес, значи на затоплување доаѓа исто така до нуклеолиза на дискот и до декомпресија на дискот. Исто ефектот, значи се повлекува дискот и се намалуваат болките. Ова е втора процедура, значи со радиофреквентна аблација на дискот. Тоа е, значи процедура нуклеопластија или радиофреквентна аблација на дискот. Третата процедура, што ја спомнавте, диск FX, тука имаме, значи, тоа диск FX, имаме перкутана мануелна дисектомија, има плюс радиофреквентна аблација и модулација. Значи, да почнеме по почеток. Прво се прави, значи, влегуваме со игла до самиот интервертебрален диск и ставаме инструмент која има во врвот као пинцетка, мала. Тоа е, значи, се овие мини-инвазивни, се тенки игли со мало као и чупаме парчиња од самиот диск, значи механички се паѓаат парчиња од дискот. После тоа се става исто така, значи таа електрода со термонуклеолиза, исто се, значи, под температура и на крај се прави нуклеопластија, значи да се модулација на дискот за да не доаѓа до испопчување. Тоа е нешто покомплицирана, посложена процедура, али е многу захвална дека тука правиме ние дисектомија мини интервентно со еден убод и после плане навечер си одат пациентите дома. Голем проблем се решава со навистина мала, сложена, но мала интервенција за пациентот. Да, тоа е предноста, значи нема така рез, амбуланско лекување претежно се, значи истиот ден после процедурата пациентите ние ги чуваме, ги држиме тука во интензивна 1 сат за да не дојде до некаква компликација, да сме сигурни и после може да се одат дома и да се продолжат со нормалните активности. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта, малку почека, еве јас ке се извинам и да го слушнеме првото прашање за денес од гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледачка од Пробиштив. Голем поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Вака, јас имам дискус хернија. Веќе 2 години како се борам со оваа болест, многу големи болки, значи горе во вратниот дел и доле во кичмениот дел. На магнетна резонанца има покажано 3 дискови излезени од лежиште, горе на вратниот дел и 2 дискови излезени доле на лумбалниот дел на кичмата. Кочење во десна рака, предмет кога држам со десна рака, значи не можам да го додржам и спуштам го. Многу јаки болки, бев сега пред 2 недели кај неврохирург и ми предложуваат операција. Меѓутоа имам многу голем страф од операција, една консултација со докторот што ќе ми предложи. Така, што ќе ви предложи? Фала многу, убав ден. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би предложиле во оваа ситуација? Во оваа ситуација прво, значи, да се направи магнетна резонанца за да видиме како е со. Ако има магнет, може да ги видиме и тие, може во секој случај. Само да не се многу од по-стар датум. Да не се со стар датум, значи да се така последните времења дека од последните месеци да биде. Да нема никаква промена во меѓувреме. Дека од една година може ситуацијата да се променила, може да е полошо и така. Значи да е магнетот. Да го видиме магнетот прво, па после ќе се одлучи да видиме дали може да се направи нешто пристап, дали е херниација, дали е балџинг надув, дали е ова секвестрација или чупање, значи тоа после дали е за нас, нашите процедури, дали може со озонска терапија да нешто да се направи или пак е само за хируршки захват. Значи треба да се види, да се процени. Треба да се види, да. Мора, значи обавезно кај сите пациенти ја треба да ги видам првично магнетите, како, во која состојба,
Така, бидејќи споменавте, не секоја дискусхернија всушност може да се реши на ваков начин. Голем број од дискусите ние ги решаваме со озони, со нуклеопластија и со дисектомија. Значи, само кој има секвестрација, откинување на дел, значи тука веќе ние не се нафаќаме дека тоа е веќе за хируршки захват. Не можеме тоа парче ние да го вратиме на првичното место. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас пред 1-2 месеци, и бидејќи јас сум одамна вака со дискусите со ова, но пред 1-2 месеци ме фати многу голема болка. И така на 55 години сум и имам 90 килограми и имав толку јака болка што плачев така од големите болки, неиздржливи. Но при најмалото движење мене ме фаќа како јак грч во леѓата и така тоа едно знае 2-3 минути да без здих, да ме остави без здих. Не можем ни да се движам ни ништо. Отидов на лекар и само ми направија рентген, дискоспатија пишува овдека, спондилозис, сколицосис, вертебралис, така пишува. И ми вика, не ми даде една магнетна. Вика, може да земаш неурони, ми напиша неурони, тие што се витамини и дорета апчиња и некои инекции против болки. И сега јас да ви кажам право на докторот дека навистина има малку подобрување, но касно се вклучив и сакам да знам на која ординација, во која се наоѓа ова ординација за помош. Бидејќи јас сега и при најмалото движење јас имам јака болка. Ова е диагнозата, дископатија, спондилозис и ова вертебралис, колумбија. Пред да се исклучи гледачката имаме едно прашање. Докторот има прашање? Да. Дали имате, рековте дека немате направено компјутер или магнет, како што разбрав? Не, тоа јас и кажав на неврологот од обичниот рентген. Од обичниот рентген не може да се диагностифицира за дископатија. Значи не може да се види на обичниот рентген. Остеофити, спондилоза, да, али не дископатија, не дискусернија. Не може да се види од обичниот. Треба или компјутер, или магнет. Така, значи мора да направите или компјутер или магнет за да добиете одговор за што точно се работи. Јас работам во Жан Митрев клиник, значи може да дојдете во секој време. Жан Митрев клиник. Во клиничката болница Жан Митрев, така. Жан Митрев клиник во Скопје. Фала многу и поздрав. Ви благодарам за дојдете тука, вклучувањето. ќе видиме што може да се направи и да видиме како да ви помогнеме. Значи најнапред треба убава точна диагноза и потоа да се премине на некоја конкретна интервенција. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добив знак дека имаме уште двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната емисија. Се надевам дека успешно ќе го вклучиме следниот гледач. Да, ве слушаме, повелете. Да ме вклучите кај докторот? Да, во програма сте, ве слушаме, ве слуша докторот. Повелете. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Следите го разговорот преку слушалката, за да може да го поставите прашањето секако. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Благодарам. Јас пред неколку време, пред има 5-6 дена, имам јаки болки во грбот. И бев на интерниста, ми направи ехо, ја мислев јас самиот дека бубрезите ме болат, али докторот установи дека не се бубрезите, него кичмата. Така. Направивте некој дополнително снимање? Немам никакво снимање, затоа што нема ни термин. И сега чекам први, па некако ако можам да фатам некој термин. Па предпоставам сега прашувате што треба да направите за да се постави точна диагноза, каков проблем имате. Така. Дали ви се пружа болката надолу према екстремитети, значи на нозе? Не. Само значи долен лумбален дел. Само на грбот. Само на грбот. Така. Друго подпрашање или тоа е тоа? Во долниот дел на грбот. Тоа значи ако Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Значи тука исто треба да се направат дополнителни испитувања, треба да се направи. Со ехо, докторе, не може да се види? Кичма не. Не, кичма. Не може кичма. Другите Значи може да се исклучат
Одредени состојби како што е бубрежна колика и така, слично. значи да, ако се сомнева дека е бубрез, со ехо може да се види дека нема на бубрези ништо и така, значи абдоминални органи. Ако докторот, клиничарот, значи се сомнева за дека болката доаѓа од лумбалниот дел, од орбетниот столб, тогаш значи треба да се направи компјутер или магнет. Магнетот значи за дископати магнетот е даден стандард, реков и во почеток на емисијата. За дегенеративни промени може да се видат многу добро, за скршеници, за травматски промени, компјутерот е значи многу добар, значи такви работи. Но за магнетот и за меки ткива, за тендинопати, за повреда на мускулатура, тетиви, такви работи е магнетот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање и поздрав веднаш до докторот. Дали прави интервенции на цервикалните пршлени, има магнет, се гледаат надуви на C345. Така, дали имате доктор под прашање? Со озон интервенции. Аха. Дали се можни на вратни пршлени? Така. Добро, ви благодарам за прашањето и за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, доктор. Во цервикалниот дел. Во цервикалниот, во вратниот, како што дел. да. Во цервикалниот дел не аплицираме озон. Аха, значи во тој дел не се аплицира. Не, само во лумбалниот. А што може да се направи во тој? Кај цервикалниот дел може исто така мини инвазивно со истата процедура што ја работиме, значи може да се прави блок на медијални нервови. Значи да се стави медикација, лекови поред корените. Значи, но не може да се интервенира за да се... Во самиот интервертебрален диск не. Не може. Озон тука не ставаме, дека е многу осетлива регија и не се работи тука. Значи не ставаме. Најмалку ја не ги работам тие работи. Значи може кај цервикалниот дел да се направи епидурален третман, да се стави медикација од позади, влегуваме до епидуралниот простор за обезбедување. Или странично, ако е десна или лева зависно, значи да се направат неколку нивоа медијал нерв блок. Значи блок на тие медијални нерви. Тука да се разбира, значи ставаме стероидна и локална анестетика. Значи исто така се обезболува, значи се помира болката, но немаме пристав за да се повлече тоа што го зборувавме за лумбалниот. Тоа што го пред малку. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот. Секако повелете. Јас немам никакви болки ни во орбетот, ни на вратот, ни ништо. Нигдека не осеќам болки, али затоа веќе по долго време, можда 1-2 години, ми трнат прстите и едните и другите. Фаќам положба при лежање за да тоа престане. Имам снимка рентгенска као вратна спондилоза. Бев на снимање на некој си ЕМГ снимање во Ремедика. Там некој резултат церебрална на C5, C6, така да идам на физикална терапија, еве сега бргу бев, али трнењето не ми се губи од раците. Па совето докторот. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, доктора. Да, тоа што кажа гледач, трнење на раците, на горните екстремитети, така го да. Значи тук и спомна дека има спондилоза. Значи кај спондилози има шилци, значи нели остеофити. Тие остеофити исто така прават притисок. Притисок не прави само надув на диск и хернијација. Често прават и тие, значи ако се заднија, и реков по почеток, ако се од задната страна на пршленското тело, значи тие остеофити, тоа знае да прави притисок на нервот, на нервниот корен и тоа боли. Значи во тој случај со такви третмани, значи не може ништо да се помогне. Не можеме ние да ги топиме тие остеофити со кортизонска или со озон, значи тие остануваат, тие остеофити, дегенеративни промени се као стални. Нема. Ние може кај дегенеративните промени да успориме развитокот на тие дегенеративни, да не дојде. Али ако се настанати, тоа
ne može so ovije mini-invazivni proceduri da se otopati ili da se izgubati tije osteofiti. Znači, to će trajati, će boli. Eventualno nešto hiruški, ako nekoj neurohirurg se nafati da tije osteofiti da gi trgne ili da gi to može, ali so mini-invazivni proceduri ne može da se делува во тој дел. Докторе, минималните мини-инвазивните процедури, кој ги изведува? Дали тоа е интервентниот радиолог само? Па, претежно радиолозите, да. Значи, ја кај што работев во Кувајт, значи 8,5 години, таму ги работевме само ни интервентните радиолози. Можда и, да речеме, анестезиолози, неуролози, ја сега не сакам да исклучам други професии кои можат. Но бидејќи апаратурата и процедурата е под флуороскопска, под рентген апарат, тоа е, значи флуороскопот е рентген, кој има можност да задвижи ангиографот. Значи, тоа е дел на радиологија и ние го работиме. Можда и други, ако го работат во други места во странство и други специјалисти од други бранши, да пофала ја, да така. Значи. Доктор, имате големо искуство во оваа област. Овие инаку интервенции се нови кај нас. Од пред 2 месеца вие сте во клиничката болница Жан Митрев, ако не се лажам, да тогаш почнавте да ги изведувате. Сега има ли кај нас интерес, запознаени ли се луѓето дека постои ваков начин за решавање на нивниот проблем? Со болката во грбот и со болестите на ребетот? Мислам дека големата популација се уште не е запознаета за овие процедури во Жан Митрев клиник. Значи, некои луѓе веќе дознале од пријатели, од соседи, од така, од екипа, од доктори што работат кај нас или доаѓаат за нешто друго кај ортопеди, па ортопедите ги упатуваат кај нас. Веќе се работи озонската терапија, имаме пациенти, но се надеваме дека сега гледачите ќе имаат повише информации за овие процедури, ако имаат, мислам, проблеми со дискусии, со артрози, со дегенеративни промени, слободно нека се јават, па ќе видиме све што можеме да направиме. Тука сме. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот, до водителката. Имаме едно прашање. Може? Да, секако го очекуваме прашањето. Ве слушаме. Маж ми има болки во грбот. Меѓу грбот и рамењата. Повеќе има болки во десното рамо, на тетивите и во левото се префрли. Има болки во колковите и по рбето. Кога се менја времето има највеќе болки. Беше на компјутерска томографија и таму му кажа дека изтеглени тетиви и нешто шилци и му дадоа инекции, дихтеметизон, за витамински едни инекции и уште меломинлик, кој беа едни други инекции за болки. Мастови, не знам колку, веќе блок Макс беше на физикална, немаше подобрување ич. Тотално ништо. Па сега, што може да се преземе вашето прашање, дали може би со овие минимални инвазивни процедури би можело да се реши проблемот со болките? Да, и што може дали понатака што да направиме? Така, што понатаму да направите? Ви благодарам за вклучување. 6 месеца после физикалната нема никакво подобрување. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, повелете. Слушаме, да. Значи, со мини-инвазивните процедури ние, како што рековме, легуваме до самите зглобни простори. Тука најверојатно се работи за дегенеративни промени, не се работи за дископатија, дека пациентката рече дека и вратна, и рамо, и колкови, и тоа, значи, тие и при промена на време има осеќа, значи, тие се, според кажувањето, се дегенеративни промени. Може тука да се помогне, значи, исто така под мини-инвазивни процедури да се влегува до самите зглобови, да се аплицира кортизонска терапија, значи не е тоа кортизонска што зел во бутот или тоа не е исто. Значи тоа не е истото. Па не е исто, да.
истакне исто дека ние влегуваме во Директно сега. самата злобната површина, аплицираме ова терапија. Значи, гледаме со игла да сме во зглобот и тука ќе се аплицира терапијата и според зглобот се шири медикацијата и го покрива тој злобен простор, значи во целост и ефектот бенефитот е многу поголем да такви, значи да се обозболи да се болката, за да се реши комплетно дегенеративните, кажавме. Така, дека тоа не е возможно. Да, дали во болката ќе потрае, значи да се обезболи за подолго време, Што е многу важно за да се врати квалитетот на животот. Докторе Исто така, значи пациентката спомна за има болки во рамото. Ние освен овие интервентни процедури кои ги работиме под ангио, исто така сега наработиме и мускулоскелетна еходиагностика. На меки ткива, на меки ткива, на сите меки ткива, значи се работи значи за повреди на мускулатура, руптура, значи ако има кинење, спортски повреди на тетиви, ахилова тетива или било која, исто така дегенеративни промени на тетиви, значи овие тендинози што викаме. Значи сите тие промени може да се видат под ехо апарат. Значи така брзо, лесно, страни тела во меки ткива, туморозни формации, цистички, мали, свет, значи што се спаѓа во мускулатура и тетива може да се види во ехопреглед. Со ехопреглед. И тоа значи што го работиме сега исто така во Жан Митрев клиник. Значи сите делови, да речеме зглобови, од рамен зглоб, од колено, од скочен зглоб, се може да се види, зборувајќи за мекоткивните, не зборуваме за коскените промени. Значи за тетиви и мускулатура, колекција на течност, ако има нешто хематом, тоа се може да се види која е масата на колекцијата, колку е колекцијата голема, ако треба да се интервенира, да се аспирира и такви тие работи. Докторе, ви благодарам многу што бевте наш денешен гостин во Телма амбуланта и што не запознавте со овие процедури, кои што очигледно дават на вистина добри резултати кај пациентите. Благодарам за поканата. Ке се видиме, се надевам повторно. Се надевам друг пат, да. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Доктор Африм Халими, специјалист по радиодиагностика, беше денешниот гостин. Ви посакувам пријатен ден.